Здраво, дечки, Атанас Кирјаковски тука од Наука за сите. Дојдовме до идеја на НЗС да отвориме уште една категорија, која што ќе се нарекува училница, и во која што ќе постираме разни видеа, разни туторијали, кратки или подолги, кои што ќе опишуваат и ќе ве подучат како да користите некои корисни софтверски алатки, или пак во кои што ќе правиме скринкасти од веб сајтови поврзани со наука, кои што ние мислиме дека имаат некаква вредност или се интересни. Еве, оставете на нас да избереме. Во ова прво видео ќе се обидам да ви покажам една интересна формула во Excel, која што наоѓа примена во многу домени. Може да го примените на училиште, на работното место и така натаму, да ја примените оваа формула, но нема да користам Excel, затоа што Excelот го немам инсталирано на компјутеров, а и не ни планирам да го инсталирам со оглед на тоа што има доста корисни и бесплатни верзии на Excel. Во овој случај ќе користам Google Spreadsheets, но истите формули би работеле и во било кој табуларен уредник, како што е Excel. Значи би исто ова се би работело во Excel подеднакво. Сега, често пати копираме некакви податоци од интернет или од некоја друга апликација и ги пастираме или ги додаваме во, да речеме, во Excel, во нашиот табуларен уредник. Но често пати тие податоци го задржуваат својот формат. Еве, например, во колона А имаме телефонски броеви, кои што, се различно форматирани во овој случај. Тука телефонскиот број е поделен со цртички, тука е поделен со празно место, а тука е поделен со точки. И ние би сакале да ги исчистиме овие броеви, да ги добиеме само како бројки, без да ги отстраниме овие знаци, и наместо да пишуваме директно, да ги бришеме, да ги копираме и така натаму, да губиме многу време, тоа може да се направи со една многу интересна формула во Excel или во Google Spreadsheets, која се нарекува Substitute, и би изгледало нешто вака. Значи, секогаш формулите во Excel ги почнуваме со знакот за еднакво. Тоа е плюс, значи, и пишуваме Substitute, уште еднаш, Substitute. Зошто три пати? Значи, во овој случај ни треба една така наречена вгнездена формула или nested формула, каде што една формула влегува во самата во себе, нешто како Inception, како филмот, сон во сонот. И во овој случај користам три пати Substitute, затоа што има три различни знака во телефонските број, цртичка, празно место и точка, кои што сакам да ги отстранам. Значи, секој Substitute ќе таргетира еден конкретен знак во таа колона. И откако ќе напишеме вакав гнездена формула, значи треба да кажеме каде таа формула да се активира. Ја одбираме килијата А2, пишуваме запирка, потоа во двојни наводници, значи, го пишуваме знакот кој што би сакале да го замениме. Секогаш двојните наводници во Excelот се користат за да маркираат одреден текстуален податок. Повторно пишуваме запирка и додаваме уште два наводници, но меѓу нив нема ниту празно место, ниту ништо. Ете, ќе нарачам со нулта место, значи нула место. Нема ништо меѓу нив. Ја затвореме таа заграда. Значи, сме го насочиле, сме го дале параметрот за првата келија во Excelот и потребно ни е да ги додадеме уште двата параметри, значи во келија А3 и во келија А4, тоа се празното место и точката која што би сакале да ги замениме. Додаваме запирка, повторно двојни наводници, тука го додаваме празното место, запирка,
нулта место помеѓу два наводника, затвораме повторно заграда, повторно запирка и го додаваме последниот знак, тоа е точката во А3 која што сакаме да избришеме и да ја замениме со ништо практично. Створиме последната заграда и сега мислам дека нашата формула е комплетирана. Притискаме Enter и го добиваме бројот во А2 без било каков формат, тоест без знакот цртичка. Ако ископираме оваа формула и во другите келии, значи ќе видиме дека празните места се избришани и точките се избришани од келиите А3 и А4. И сега, нели, може таа формула не мора да биде, значи, со нулта место, може тоа нулта место да го замениме на место да биде нулта, да биде цртичка и сите да ни бидат, сите телефонски броеви да ни бидат правилно форматирани во овој случај. Да, заборавив А2 да го променам тука. И еве гледаме дека телефонските броеви сега ни се убаво форматирани. Претходно беа сите со различни непосакувани знаци, тука ни се убаво уредени. Значи, формулата substitute, која што може да ја видите, која што се пишува вака. Знам дека делува малку комплицирано, но штом се свати поентата, ќе видите дека не е толку тешко. Исто можете да бидете креативни во примената на оваа формула. Еве, например, може да ова би им користело на лингвистите. Еве, например, да изолираат согласки од самогласки. Значи, скоро секој збор во македонскиот јазик се прави од комбинација на согласки и самогласки. Знаеме дека самогласките во македонскиот јазик се 5 вкупно на број. И ова би било една интересна примена кога би сакале да претвориме било кој збор, значи да ги избришеме самогласките од тој збор и да останат само согласките на тој збор. И би можеле, нели, исто така да оваа формула ни овозможува да го направиме тоа. Значи би изгледало вака. Намерно го немам тука ставено знакот еднакво првично да ви ја образложбам, да ја видите формулата пред да ја аплицирам. Значи, substitute 5 пати се вгнездува самиот во себе, се насочува каде да се активира, значи на која келија, која колона, и, например, знакот или буквата А, првата самогласка, И, У, Е и О да се заменат со нулта место, значи да се избришат целосно. Ако еве дојдам тука и поставам знак за еднакво и притиснам Enter, ќе видиме дека зборот локомотива се претвора во ЛКМТВ. Ако го копираме ова во останатите редови, тоест надолу во колоната, ќе видиме било кој збор тука што ќе го напишеме, формулата ќе влезе во него, ќе прегледа дали има самогласка. Ако има самогласка, ќе ја избрише и ќе ги напише само согласките по редослед. Еве, ако сакате топка зборот да го пишеме или да речеме циркус или ајде да речеме еве Скопје. И ако ја аплицираме истата формула и на овие зборови, ќе видиме дека самогласките се избришани и во овој случај, бидејќи почнува со голема буква, големата буква се копира тука, но повторно самогласките се избришани. Се надевам дека еве оваа формула или овој збор substitute во Excel или во било кој табуларен уредник ќе најде примена во секојдневиот живот, нели, може да ви се најде на работа, може да ви се најде во текот на истражувањето или може да едноставно да го пробате ова чисто за да се навикнете на користење на вакви формули во Excel.
Ви благодарам за вниманието и наскоро се гледаме и слушаме со ново видео. Поздрав!